Републиканскиот сенатор Тед Круз го победи милиардерот Доналд Трамп на првичните внатрепартиски избори во Ајова. Од друга страна, демократите Хилари Клинтон и Берни Сандерс и по првото гласање се во мртва трка како кандидати на председателските избори во ноември годинава. Круз, конзервативен сенатор од Тексас, во надпреворот на републиканските председателски кандидати доби 28% од гласовите, додека бизнисменот Трамп 24%. Марко Рубио е на трето место со 23%. Поранешниот државен секретар Хилари Клинтон и Берни Сандерс, самопрогласениот социјалист во Демократската партија, инаку сенатор од Вермонт, ги поделија гласовите. Поранешниот гувернер на Мериленд, Мартин О'Мейли, се откажа од кампањата откако освои помалку од 1% од гласовите. Победата на Круз и успехот на Рубио можат да го запрат замавот на Трамп, чија кандидатура го алармира раководството на Републиканската партија и е проследена со многу контроверзни изјави, како онаа дека треба привремено да се забрани влезот на муслимани во Соединетите држави. Вечерва е победа за храбрите конзервативци во Ајова и во целата оваа наша држава, изјави 45-годишниот Круз за време на победничкиот говор кој, охрабрен од евангелистичките гласачи, му се заблагодари на Бога. Тој додаде дека резултатите покажуваат дека кандидатот нема да биде избран од медиумите или од лобистите во Вашингтон. 69-годишниот Трамп му честиташе на Круз, додавајќи дека се уште очекува да добие номинацијата од републиканците за изборите на 8 ноември. Јас сум почестен, навистина сум почестен, им рече тој на поддржувачите, наведувајќи дека ќе победи на следните првични избори во наредната недела во Нью Хемпшир. Во таборот на демократите, 68-годишната Клинтон изјави дека по објавувањето на резултатите и олеснило. Таа на овие избори во 2008 година загуби од тогашниот сенатор Барак Обама. Клинтон сепак не прогласи победа во сегашната трга со 74-годишниот Сандерс, кој пак изјави: Пред 9 месеци дојдовме во оваа прекрасна држава. Немавме политичка организација, немавме пари, немавме признавање, а сега сме најмркна политичка организација во Соединетите држави. Најновите резултати би можело да бидат момент за пресврт во двете трки. Клинтон се надева на силен финиш против Сандерс за да ја победи неговата бунтовничка кандидатура во партијата. Што се однесува до републиканските кандидати, аналитичарите сметат дека се уште е рано да се отпише Доналд Трамп. Резултатите во Ајова според нив покажале дека Тед Круз може успешно да ги враќа ударите на Трамп со одлична игра на теренот. Во Ајова се одржуваат првичните надпревари на партиските кандидати за председател од почетокот на 70-тите години. Тие му даваат дополнителна тежина на изборниот процес и го мерат пулсот на гласачите за кандидатите. Изборите се одвиваат во 1100 училишта, цркви и други јавни локации во Ајова.